Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Величествени привилегии од Христовата заменска жртва за секој вистински верник. Тоа е нашата тема за која ќе размислуваме денес. Новозаветните верници или Христовите следбеници се наоѓаат на многу возвишена позиција. Светото писмо, Библијата, ни открива дека секој вистински наново-роден христијанин од вода и дух е прогласен за потполно праведен пред Бог. А сега, вели апостол Павле, независно од законот се јави Божјата праведност, за која сведочат законот и пророците, и тоа Божја правда преку верата во Исус Христос за сите кои веруваат. Самата праведност е дадена Божја праведност на верникот. Тој, кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја праведност во Него, во Христос. Христијанинот станува совршен пред Бог само во Христос, не од само себе. Затоа апостол Павле вели: според таа волја осветени сме преку приносот на телото на Исус Христос еднаш за секогаш, зашто тој со едно принесување ги направи совршени за секогаш оние кои се осветуваа. Преку вера во Исус Христос имаме мир со Бог. И така, бидејќи оправдани преку верата, имаме мир со Бог преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого и пристапивме со вера во оваа благодат во која стоиме и се фалиме во надежта на Божјата слава. Христијанинот е роден од Бог и станува Божјо дете. А на сите кои го примија им даде власт да станат Божји деца, на оние кои веруваат во Неговото име, кои не се родија ниту од крв, ниту од телесна поход, ниту од волја на маж, туку од Бога. Гледајте каква љубов ни дал Таткото, да се нарекуваме Божји деца, а тоа и сме. Возлюбени, сега сме Божји деца, пишува апостол Јован. Христијанинот го прима духот на посинувањето. Тие се тие величествени привилегии од Христовата заменска жртва. Сите оние кои ги води Божјиот дух, пишува апостол Павле, тие се Божји синови. Имено, не го примивте духот на робството, за да бидете пак во страв, туку го примивте духот на посинувањето, со кој викаме Ава, Татко. Самиот дух сведочи заедно со нашиот дух дека ние сме Божји деца. А кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, роден од жена, роден под законот, за да ги откупи оние кои беа под законот, за да го примиме посинувањето. А бидејќи сте синови, Бог го испрати во вашите срца духот на својот син кој вика Ава, Татко. Ова стои запишано во писмото до Галатјаните 4 глава 4 стих. Христијанинот понатаму станува храм на Светиот Дух. Или, пишува апостол Павле, не знаете ли дека вашето тело е храм на Светиот Дух кој е во вас, кого го имате од Бог, па не си припаѓате само на себе си? Зашто скапо сте купени и така прославете го Бог во своето тело и во својот дух кои се Божи. А Бог не утврдува заедно со вас во Христос и не помаза, и не запечати и ни го даде духот во нашите срца како залог. Христијанинот станува пребивалиште на Таткото и на Синот. Исус во одговор му рече: ако некој ме љуби, ќе го држи мојот збор, и мојот Татко ќе го љуби него. При него ќе дојдеме и при него ќе се настанеме, или во него ќе живееме. Исус Христос верникот го нарекува брат, сестра и мајка. Значи, го вбројува во Божјото семејство, како што е напишано:
зашто и оној кој осветува и оние кои се осветувани, сите се од еден, затоа не се срамува да ги нарече своји браќа. А и Исус Христос самиот тој рече, и ја протегна својата рака кон своите ученици и рече, еве ја мојата мајка и моите браќа, зашто кој ја врши волјата на мојот татко кој е во небесата, тој ми е брат и сестра и мајка. Исус и Светиот Дух се молат за верникот пред Бог Таткото. Значи, Исус и Светиот Дух имаат посредничка улога. Исто така и Духот и помага на нашата слабост, зашто ние не знаеме зашто да се помолиме како што треба, но самиот Дух посредува за нас со неискажливи воздишки, а оној кој ги испитува нашите срца, знае какво е значењето на Духот, зашто според Божјата волја се моли за светите. А тој пак, се мисли на Исус, има свештенство што не може да мине на друг, зашто останува до века. Затоа и може наполно да ги спасува оние кои преку него доаѓаат при Бог, зашто секогаш е жив за да посредува за нив. Верникот се радува и ужива од среќа во Божјата љубов, зашто сум уверен дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни силите, ни височината, ни длабочината, ниту некое друго создание ќе може да не одвои од Божјата љубов која е во Христос Исус, нашиот Господ. И така, верникот е под целосна Божја заштита, зашто е напишано: Господов ангел се настанува околу оние што се бојат од него и ги избавува. И така, што да речеме на оваа, вели апостол Павле, ако е Бог за нас, кој ќе биде против нас? Оној кој не го поштеди ни сопствениот син, туку го предаде за сите нас, како не ќе ни подари се друго заедно со него? Почитувани слушатели, сите овие привилегии и небесни позиции се Божји дар и се стекнуваат преку вера во Исус Христос, нашиот Спасител. Во нив верникот нема апсолутно никаква заслуга. Се е Божја заслуга според напишаното, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Нему нека му е слава во сите векови. Амин.